Со Богородица стоиме под крстот. Невиноста на Божјото јагне. Тогаш четата и војводата и слугите јудејски го фатија Исуса и го врзаа и го одведоа најнапред кај Ана, зашто тој беше дедо на Кајафа, кој во таа година беше првосвештеник. И потоа го испрати кај Пилат. Кога Исус бил уапсен, бил врзан и одведен кај Ана. Потоа Ана го испрати кај Кајафа, кој пак го испитуваше, се подсмеваше со него, и потоа го испрати кај Пилат. А Пилат го испрати Исус кај Ирод, кој го испитуваше, го исмејуваше, и потоа го врати кај Пилат. Исус поднесуваше едно по друго испитување. Откако го испита, Пилат им рекол на првосвештениците и мноштвото: јас не наоѓам никаква вина кај овој човек. Ирод исто така го испитал Исус и за него бил невин, испраќајќи го Исуса назад кај Пилат. По втор пат Пилат му се обраќа на првосвештеникот и мноштвото велејќи: ми го доведовте овој човек како бунтовник на народот, а еве јас пред вас го испитав и не најдов кај него никаква кривица во она за што го обвинувате. И Ирод исто така, оти го пратев и при него, и ете он не направил ништо што би заслужувало смрт, па затоа ќе го накажам и ќе го пуштам. Исус бил невин. Тоа беше двојна пресуда и на Ирод и на Пилат, иако Пилат на крајот се согласи со смртта на Исус. Но најважната духовна поента е дека Исус бил невин. И токму неговата невиност ја прави неговата смрт жртва. Да беше виновен, тогаш неговата казна ќе беше оправдана. Но неговата невиност ја преобрази неговата казна во искупителна жртва за спасение на светот. Додека нашата блажена мајка го слушаше како зборува Пилат, објавувајќи ја невинноста на нејзиниот син, таа се согласи со целото свое срце. Но таа исто така свати дека неговата невиност нема да заврши со неговото земно ослободување. Напротив, добро знаела, додека го слушала Пилат, дека нејзиниот син наскоро ќе стане невино јагне кое ќе биде жртвувано за гревовите на многумина. Таа не се надеваше на земна надеж за негово ослободување од овие зли луѓе. Таа имаше надеж дека Исусовите невини страдање и смрт ќе ги ослободат сите луѓе од гревот. Размислете денес за Исусовата невиност. Иако беше безгрешен, тој доброволно страдаше за грешниците. Иако невин, тој ја прифати смртта за да ги спаси виновниците. Тоа беше невиноста на нашиот Господ, што ја направи неговата смрт совршена жртва. Нашата блажена мајка тоа добро го знаеше. Додека размислувате за оваа вистина, видете ја невиноста на Исус низ очите на неговата блажена мајка. Размислете за нејзиното знаење, за неговото чисто и совршено срце. Размислете за благодарноста и надежта што имаше мајка Марија, додека стоеше под крстот,
гледајќи го нејзиниот невин син како умира за спасение на светот. Како што таа го соедини своето невино срце со неговото, така и вие мора да го соединете вашето грешно срце со нивното, верувајќи дека жртвата на јагнето Божјо ќе ги земе сите ваши гревови. Мила мајко, со наклонетост на твоето безгрешно срце го погледна својот син во неговата невиност. Немаше потреба да ги слушаш зборовите на Пилат за да те убедат во таа вистина. Ти ја познаваше неговата невиност подобро од кој било друг, но ти исто така знаеше дека неговото невино страдање ќе стане извор за спасение за сите луѓе што ќе одлучат да го прифатат тој дар. Драга моја мајко, јас сум виновен и ја заслужувам смртта што неправедно ја прими твојот син. Исто така вечно сум благодарен за ослободување од моите гревови, што ми е подарено преку совршената Исусова жртва. Мој невин Господи, Твојата жртва беше совршена и Твоето доброволно прифаќање на крстот е извор на спасение за сите што ќе те примат. Дај ми благодат да ја отвора мојата душа за дарот на Твојата љубов и за возврат со вера и надеж да го наследувам Твоето невино страдање, прегрнувајќи ги крстовите и неправдите што се појавуваат на мојот животен пат. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.